предизвикот и убавината на патувањето ги острат сите сетила. Дури да се извозиме неколку десетици километри надвор од местото на живење и веќе се чувствуваме подобро. Убедена сум дека ќе го имате истото чувство по завршувањето на ова издание на Автомагазин. Пред да започнеме со гламурозните представници на 4 тркала, прво да се запознаеме со домашните новитети. Со новиот гаранцијски пакет, сопствениците на нови Фордови возила може да ги остварат своите гарантни права во текот на полни 5 години. Сите нови Фордови патнички автомобили и лесни комерцијални возила, кои во Македонија ги продава овластениот увозник, дистрибутер, сервисер и дилер Mida Grand Motors, од 10 октомври имаат 5 годишна гаранција. При купување на нов Форд, сопственикот потпишува договор за користење на бесплатен гарантен пакет кој важи 60 месеци без ограничување на километражата. Услов за користење на гаранцијата е корисникот на гаранцијата сите контролни прегледи, поправки и замени на оригинални резервни делови да ги извршува во овластениот сервис на увозникот. За да може да се остварат правата од гаранцијскиот пакет, корисникот на возилото е обврзан да прави контролни прегледи на возилото исклучиво кај давателот на гаранцијата, и тоа најмалку еднаш на секои 12 месеци или на секои изминати 12.500 километри, во зависност од тоа кој услов ќе биде прв исполнет. Гарантниот пакет се однесува на највиталните делови и склопови на возилото: мотор, систем за ладење, менувач, компоненти за пренос на силата, клима, уред, заптивки, систем за гориво, електричен и сигурносен систем. Денес по последен пат ќе се задржиме на неодамна поминатиот Париски мотор шоу. Во овој блок следуваат новостите од Ауди, Мазда и Сеат. По добрата стара традиција, Ауди во Париз секогаш представува спортски деривати на постоечките модели. Оваа година дојде редот на S3, модел кој само со неговото споменување буди страсти. Изгледот најмалку треба да се коментира, бидејќи не одстапува од водилката која ја следи Господарот на прстените. Она што плени се наоѓа испод хаубата. Таму е сместен 2-литрен TFSI 4-цилиндерски мотор кој испорачува 300 конски сили, што дава сооднос од 150 коњи на литар за фатнина и забрзување од 5,1 секунда до 100. Вау, тоа е причина за радост на октанските зависници, а уште поголема за страв на потенцијалните конкуренти. Сериски S3 ќе се испорачува со 6-степен мануелен менувач, а со доплата на располагање е S-Tronic со двојна спојка и 7 степени на пренос. Иако пука од сила, Audi S3 троши малку. Декларирани се 7,9 литри на 100 км во верзијата со S-Tronic, а нијанса повеќе троши со мануелниот менувач. Сите ние имаме желби што би сакале да ни се исполнат. Земи ги работите во своји раце и уживај во својот автомобил од соништата. Живејте ги своите желби. НЛБ Лизинг може да имате и повеќе од 3 желби. Sometimes you win for your team. Sometimes you win for yourself. Sometimes timing wins. Sometimes taking time. What all winners have in common is passion. The all-new BMW 3 Series. Passion wins. Вау! Новата А-класа!
Пулсот на новата генерација. Вообичаената каматна стапка од 9,2%. 8% е каматната стапка која Се наоѓате на вистинската фреквенција, затоа што единствено на Automotive FM можете да ја слушнете понудата која одамна ја посекувавте. Најниска каматна стапка досега од само 5% при купување на возило од програмата на Renault, Dacia или Nissan. Единствено со Automotive Group. Благодарение на мојата професија станав почитувана. Луѓето ме гледаат со доверба, знаат дека со мене се безбедни, а секогаш сум подготвена да помогнам. И само затоа што ја одбрав вистинската компанија. Одбери ја и ти. Вработи се во Интакси. ние вработуваме. Еднодневната прошетка до излетничкото место Ѓуриште не увери дека еколошки чиста природна средина е можна само ако е сместена подалеку од дофатот на човекот или ако до неа нема соодветни патни ознаки. Сепак се уверивме дека Ѓуриште е прекрасна локација која мора да се посети, но го препорачуваме принципот гледај, но не допирај. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I... Ако некаде се уште може да се сретнат пейсажи кои наликуваат на дивиот исток, тогаш тоа сигурно е патот меѓу Куманово и Свети Николе. Сме возеле на речиси сите автопатишта и регионални правци низ државата, но оваа делница некако ни остана скриена. Веројатно, ниту сега немаше да бидеме тука ако не бевме тргнати кон Ѓуриште, излетничко место за кое сме слушнале, а никогаш не сме биле таму. Let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Во овој дел на државата како да се скарани со патните ознаки. Веројатно, одговорот на прашањето зошто досега не сме биле во Ѓуриште е затоа што едва и го најдовме. Од Скопје преку Куманово лесно стигнавме до Свети Николе. Потоа, со прашување продолживме кон Горобинци. Селото се наоѓа на 6 километри од Свети Николе. До него води тесен, но асфалтиран пат. Now dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love. We're both of us above. Во минатото било турско село и се викало Винци. Со заминувањето на турците се населиле македонци, па и името го смениле во Горобинци. Според последниот попис има околу 800 жители. Дел од нив забележавме во сенката пред една од трите кооперации на селото. Тука времето како да застанало, но убаво е да се види дека се уште постојат места на земјината топка каде што интернет револуцијата се уште не пристигнала. Патот кон излетничкото место Ѓуриште се издига над селото. Попат дознавме дека локацијата има и стратегиско значење. Имено, репетиторот Ѓуриште се наоѓа во истоимената местност, расположена на 13 километри од Свети Николе, над селото Горобинци. Во таа местност се наоѓа еден од трите главни радарски центри во Македонија, метеоролошка и противградобивна станица, како и средновековниот манастир Рожество на Пресвета Богородица. Погледот одгоре веројатно беше причината која интуитивно не однесе во Ѓуриште. Сме сретнале убави пейсажи низ Македонија, но овој е со надреални карактеристики. Тука го запираме здивот и оставаме камерата да ве врати во реалноста на животот.
Шпанскиот дел од групацијата Volkswagen има причини за оптимизам. На штандот беа представени два новитети. Компактниот Леон ја прослави премиерата на својата трета генерација која ќе почне да се продава во февруари. Првично е представена верзијата со 5 врати, а ќе следи каросерија со 3 врати и практичниот караван. Представената верзија има изглед под силно влијание на претходната генерација, но засилени агли како студијата IB. Како каибицата, две карактерни линии се протегаат од врвовите на фаровите и задните светла. Третата генерација на Леон ја одликуваат 5 факти. Тој е пократок, но поширок од претходникот. Верзијата со 5 врати е попрактична, следат уште две каросериски изданија, има две различни дотерувања на задното подпирање и она најважното, ја има истата техника на Audi A3 и Volkswagen Golf. Новото Seat Toledo, кој што по кратка пауза од 2 години се појави овој модел. Интересно е доста што ќе започне со цена од 13.900 евра па нагоре. Нормално тоа е во една средна класа на автомобили кој што ќе биде интересно достапно за нашиот пазар и нашите купувачи. Може да напоменам дека новото Толедо е доста просторен, комфорен автомобил со голем простор во внатрешноста и на задната клупа, како и во багажниот простор. Името Толедо повторно се враќа во игра. По вокација компактен седан, тој е наменет за широкиот пазар, каде токму овој сегмент е најбаран. Повеќе информации производителот најави за Женевскиот мотор шоу, каде ќе биде означен почетокот на продажбата. Во живо изгледа импресивно, најмногу поради големиот и атлетски истакнат преден дел, кој зачудувачки делува пропорционално со остатокот на каросеријата. На новата Mazda 6 недостасуваат само 13 см до елитните 5 метри должина. Освен традиционалните пазари, маркетичките стручњаци на Mazda очекуваат голем успех во Русија и останатите пазари во подем. Наоружена со SkyActiv технологијата која го имплементира лесниот, но цврст челик, каросеријата е олеснета за 100 килограми. Во инак на зголемените димензии, шеската стана подинамична, поекономична и побрза. Паралелно во Пари се представена караванската верзија, која изненадувачки е пократка за 6,5 см во однос на лимузината. Она што плени е динамичниот дизајн, кој во инаетно задолжително продолжениот и робусен багажник ја прави каросеријата да делува манекенски. На стариот континент популарноста на дизелот расте, па затоа во шеската ќе се вградува новиот 2,2 литрен турбо дизел со две верзии од 150 и 175 конски сили. Во спрега со напредниот систем за регенеративно сопирање, наречен ИЛУ, потрошувачката е сведена на декларативни 3,9 литри на 100 километри. Mazda 6 се очекува во салоните во првата половина на 2013-та. Во моментов се чувствувам како да сум во некоја бајка. Поточно во една каде што принцот е магепсан и претворен во едно страшно и крволочно суштество, но со еден прекрасен и нежен карактер. Па можеби веќе погодивте дека мислам на убавицата и ѕверот. И сега, за кого мислам кога велам убавицата, тоа е очигледно. Но зошто велам дека се наоѓам покрај ѕверот, тоа ќе го сватите откако ќе го погледнете магепсаниот принц што се наоѓа покрај мене. Новиот GS со дизајнерски аспект го усоверши изгледот на втората генерација, што е лесно се приметува по специфичното одвојување на предните светла. Сепак, најновото издание е се помалку американски настроен. Lexus GS припаѓа во премиум сегментот, каде што денес владеат Audi, BMW и Mercedes. Но и покрај тоа што се наоѓаат во иста категорија, Lexus е тој кој што значително се разликува од останатите.
Пред се тоа е хибридниот погон кој се уште е енигма за германското тројство. Морам да признам дека и за мене е непозната работа. Арно, ама кога ќе се притисне педалата за газ, Лексусот лета. Има два мотори. Едниот бензински V6 и електромотор, чија соработка произведува 350 коњи и перформанси скоро еднакви како и далеку посилната BMW M5. Lexus GS има неколку карактери. Првиот му се перформансите, вториот се еколошката ориентација и разумната потрошувачка, а третиот е дефинитивно луксузот. Да, во него има све што може да се посека. Дисплеот на централната конзола е најголем што се вградува во било кој автомобил. Има безброј можности за дотерување. Па најверојатно за да ги совладате сите можности и дотерувања, ќе ви треба време еднакво на некоја виша школа или некој полесен факултет. Но тој е и далеку поедноставен и поефикасен од iDrive системот на BMW. На задната клупа се продолжува приказката од предните седишта. Во средишниот наслон за раце има манипулатори за трозонската клима, аудиосистемот и играачите на седиштата. Чувството на VIP лимузина го даваат завесите на сите стаклени површини. И прекрасната удобност на задната клупа потпомогната со префинетиот кожен интериер. За жал и пристапот до Lexus GS 450 хибрид е дозволен само на мала група луѓе, но тоа не е поради цената од 76.000 евра. Lexus GS не купува секој. Lexus е резервиран за самоуверени и реализирани принцови, кои сами успеале да се ослободат од лошата магија. Над 20 години производство, 3 генерации и вкупно над 11 милиони произведени примероци е скорот на еден од најдобрите и најпродаваните модели на Рено, компактниот Clio. Денеска во Ровин се соочуваме со неговата четврта генерација која ви ја представивме од Парискиот мотор шоу. Задачата на четвртата генерација на Clio е извонредно тешка. Пред се, производителот сака да го повтори успехот на втората генерација на Clio, кој е најпродаван досега. Значи, тој е произведен и продаден во повеќе од 5 милиони примероци. Но сепак, времето во кое се представува четвртата генерација на Clio не е најпогодно за новите модели. Рецесијата и смалувањето на волуменот на европскиот пазар го чинат своето, но Рено настапува со своји адути. Пред се тоа е новиот дизајн на Clio кој го изразува новиот дизајнерски јазик на компанијата, кој е дефиниран од подпредседателот за дизајн господинот Лауренс ван ден Акен. Тој сака со едноставни, но динамични и наметливи линии да го пробие Клиото во светот на најпродаваните компактни автомобили на пазарот. Затоа направени се некои круцијални измени на кабината на Clio 4. Односно, Clio 4 нема да се произведува во верзија со 3 и 5 врати, туку само со 5 врати. Затоа е направен овој дизајн на задницата кој дава една можност на динамичен изглед, на скриен отварач на вратата. На прв поглед, задниот простор не е задоволително голем, затоа што нема многу простор за колената, но во висина и во ширина е сосема задоволителен. Задниот дел, односно стоп светлата, не наликуваат на типично решение кое ни доаѓа од Рено, но сепак динамичниот изглед и тука е задржан, така да Клиото доби на повеќе емоции. Багажниот простор е зголемен. Како што гледате, имате доста простор да се остават неколку торби, но со своите 300 литри тој може да ги задоволи потребите само на кратки патувања. Тоа е така, но Клиото има потенцијал и за поголеми патувања. Тоа се должи на неговите мотори.
Што се однесува до моторизацијата, Clio ќе има 3 бензински и 2 дизел агрегати. Тие се новиот од 900 кубни сантиметри со турбополначи 3 цилиндри кои би требало да биде многу економичен. Средината на понудата ја представува веќе познатиот 1,2 литрен бензинец од 75 коњски сили, а некаде во првото тримесечие на следната година испод каубата на Clio ќе се вградува 1,2 литрениот турбобензинец. Како што наведува производителот, тие ќе бидат дотерани за економичност и добри перформанси. Јас во моментов се наоѓам зад управувачот на Clio со 1,2 литрен мотор од 75 коњски сили. За него не можам да кажам дека е експлозивен и динамичен, но дека добро ја движи каросеријата и пружа чувство на динамика, тоа е факт. Инаку, што се однесува до потрошувачката, овој Clio го возевме на вистина динамично, односно моторот го држевме во полето на високи вртежи. Тоа е помеѓу 5 и 6 хиляди вртежи во минута, а со такво возење забележав потрошувачка од 7,4 литра, што значи дека доколку се вози култивирано и во градски услови, таа потрошувачка би требало да биде доста пониска. Она што многу ми се допаѓа во Clio-то е неговата маневрабилност. Пред се, него го испробавме, како што и сами гледате на нашите инсерти, во тесните улички на Ровин. Тука до израз доаѓа неговата покретливост и прецизно управување. Бидејќи по овие приморски сокаци многу е битно секогаш да се знае возилото каде и како поминува, бидејќи зидовите од куќите се многу блиску од страните на автомобилот. Во внатрешноста на Clio-то возачот се чувствува извонредно комотно. Панорамата ја збогатува инструмент таблата која е сочинета со 2 аналогни инструменти, покажувачот на вртежите на моторот и покажувачот на нивото на горивото во резервоарот, а додека брзиномерот е дигитален. Пуританскиот изглед на целата внатрешност е крунисан со мултифункционалниот LCD дисплеј од 15 сантиметри. Преку него се рефлектираат вредностите на сателитската навигација и музичкиот систем. За пофалба се и звучниците кои поради сабвуферите кои ги имаат во самите звучници даваат извонредно чист звук. Не сакам да кажам дека овој автомобил е совршен. Напротив, тој има своји недостатоци. Еден од најголемите мани е просторот на задната клупа, каде нема доволно простор за колениците на патниците. Исто така не ми се допаѓа непрегледноста на задниот дел, особено кога возите во рикверц. Во сегментот во кого Clio 4 се надпреварува, постојат околу 30 модели, но јас ќе ги издвојам Volkswagen Polo, Ford Fiesta и Peugeot 208. Токму поради тоа, новата генерација на Clio е возачки ориентирана. Задржана е традиционалната Ренова удобност, но управувањето е извонредно прецизно и иако се наоѓам зад управувачот на модел со само 75 коњски сили, можам да почувствувам дека подпирањето и амортизацијата се стокнени за далеку посилен мотор. Од следната година ги очекуваме и најсилните деривати на Clio, а тоа е моделот RS и се разбира Clio Sport, кои ќе имаат далеку посилни агрегати. Исто вредно е да се спомене дека испод каубата на Clio 4 ќе се најдат и познатите 1,5 литрени DCI мотори, но тие ќе бидат со нешто помала сила од онаа максималната која испорачуваат од 115 коњи.
конја. Најверојатно дека и овие мотори се чуваат за некоја посебна дизелска едиција. Полека доаѓаме кон крајот на нашето тест возење на новата генерација на Renault Clio. Покрај добриот впечаток кој го имаме за возилото, можеме да кажеме дека ќе има и поволна цена за македонскиот пазар. Очекуваме тоа да биде на нашиот пазар кон крајот на овој месец, на месецот ноември, и би требало да биде со почетна цена од околу 11.000 евра, можеби и пониско. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Ви благодарам на вниманието и ви ветуваме уште интересни содржини во следната емисија. До тогаш срдечен поздрав и до гледање.